Вишето обвинителство го задолжи основното јавно обвинителство да ја продолжи постапката против вице-премиерот и министер за односи со заедниците Иван Стоилковиќ за негирање и исмејување со жртвите од геноцидот во Сребреница, Босна и Херцеговина. Кривичната пријава против Стоилковиќ ја поднесе Бошњачкиот национален совет и Бошњачкиот демократски сојуз, откако Стоилковиќ го нарече геноцидот во Сребреница некрофилски Диснеленд, а од ОЈО ја отфрлија пријавата, нарекувајќи ја изјавата слобода на изразување во политика. Овој момент во процесот на барањето правда за жртвите од геноцидот во Сребреница, инаку признаен и потврден од Меѓународниот суд на правдата, буди надежка и граѓаните дека правдата ќе биде задоволена, а со утврдување вина кај тужениот ќе испрати порака дека негирањето и смејувањето со геноцидот во Сребреница, како и со било кое друго злосторство против човештвото, представува говор на омраза и нема да помине неказнето. Стоилковиќ не сака да ја коментира одлуката на Вишето обвинителство, ниту пак дали смета дека неговата изјава ги повредила националните чувства на бошњаците во земјава. Се што имав да кажам, го кажав во обвинителството, оставам институциите да постапуваат. Пред ОЈО да ја отфрли кривичната пријава од БНС против Стоилковиќ за изјавата некрофилски Диснеленд, најпрвен го преквалификува делото од одобрување или оправдување на геноцид, злосторства против човечноста или воени злосторства во ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем.